Господине Села, како човек од Струга, знаете дека јас сум често присутен во Струга. Не треба посредници за муавет за Струга, заради тоа што знаете дека многу често сум таму. Имам многу пријатели, македонци православни, македонци муслимани, многу пријатели албанци. И комуницирам, и седам низ чаршијата и така натака. И нивниот впечаток за вас и за претходниот градоначалник е сосема различен. Сосема различен. Немој да кажувате дека еден кружен тек кој што во другите општини се прави за 15 дена и дека е најсуштинскиот проект што требало да се направи и најголемиот проект што во Струга некој го направи. Па ве молам, таа влада на тој вие што го оквалификувате со секакви погрдни зборови ви донесе 2 фабрики во Струга. Таму се вработеа и македонци и албанци. Вие што направивте за албанците во Струга? Кружен тек, големите чуда. 4 години. И немате што да кажете, тука и поттикнувате етничка нетрпеливост. Зошто? Заради тоа што треба да се правите голем албанец. А ја треба да ви одговорам тука да се правам голем македонец. Среден век, господине Села, е тоа. Среден век. Но знаете што е неискрено во вашата политика? Начекавте слабаци со 300 проблеми и со 11 годишна собрана фрустрација да дојдат на власт. И вие сам рековте, сега е мајката да ги уцениме македонците. Каква е таа искреност? Со уцени ли треба да работиме? Што ќе не уценувате? Што до ќош ќе не доведете? Ќе ни се заканите? Колку вредам јас, толку вредиш и ти. И обрат. На тој начин ќе градиме соживот и ќе се повикуваме на соживот во исто време, додека тврдиме дека сега е моментот да се уценат македонците. И конечно, господине Села, дивоградбите и рушењето на дивоградбите е во исклучива надлежност на локалната самоуправа. Кажете ми еден објект кој што вие го срушивте од сите тие што ги набројувавте. Еден објект. Таа бил на македонец, таа бил на албанец, таа бил на македонец муслиман или торбеш или било како, да не навредам, не ми е тоа поентата, не сакам никого да му наметнам негов идентитет. Ги има неколку на македонци, ги има неколку на албанци, ги има неколку на луѓе од Лабуништа, од Октиси, од Подгорци, од Боровец. Еден објект дали вие срушивте? Или ви беше полесно да седнете и да не ги срушите? И сега тука вие, владата ви е крива. Само тоа ли се дивоградби во Струга? Една дивоградба дали вие срушивте? И затоа, јас искрено ве замолувам како човек на човек. Немојте да подбуцнувате етничка нетрпеливост помеѓу луѓето во моменти кога имате политичка слабост, во моменти кога немате испорачано она што требало да го испорачате како началник. Тоа не е фер, тоа не е добро ни за албанците, ни за македонците. Да завршам мисла. Денес сме тука во собрание и јас и вие. Утре нема да бидеме. Ама тие луѓе во Струга, како еден од градовите со најмешан состав, пак ќе живеат и па треба да живеат, а не да ги труеме со нашата обседнатост. Колеги пратеници, благодарам.